Премиерот Димитар Ковачевски и неговиот кум Горан Паунов во соларен бизнис свртеле 26 милиони евра. Аферата која опозицијата ја нарече броило, покажува дека фирмите на Ковачевски и неговиот кум во бизнисот со соларна енергија изминатите неколку години од државната каса исцицале 1,8 милиони евра. А премиерот пак ја искористил неговата претходна функција како заменик министер за финансии за фирмата на неговиот кум да склучи договор со Евана за поставување на фотоволтаици во вредност од над 2 милиони евра. Во соларниот картел Ковачевски и неговиот кум Паунов по основањето на Pixel Group во 2018 година градат фабрика за производство на фотоволтаични панели во Кочани. Еве и доказ за тоа. Фотографија од отварањето на фабриката, на која се гледа како кумовите Ковачевски, Паунов, прославуваат свечено отварање на фирмата со торта. Само од државни тендери во изминативе неколку години, овие фирми инкасирале 1,8 милиони евра. И ова не е се. Ковачевски и кумот ќе влезат и во нова инвестиција. Пред месец и половина Pixel Group најавила дека ќе инвестира 54 милиони евра во производство на соларни панели во индустријска зона во Тетово. Всушност, инвестицијата ќе ја прави фирмата AE Solar AD Тетово, која е заедничка на Pixel Group и фирма од Бугарија, а еден од назначените извршни директори е токму кумот на Ковачевски, Горан Паунов. Покрај тоа што во овој бизнис инвеститорите се ослободени од даночни и царински давачки, најверојатно е дека ќе им следи и државна помош. Инвестицијата на Pixel Group треба да биде 21,6 милиони евра соодветно на процентот на учество. И сето ова се случува во период од како друга бугарска фирма најави инвестиција во ФЕЦ Осломеј, каде државата е партнер со 18,5%, а која инвестиција бугарската фирма партнер на Pixel Group се пофали на нивната интернет страница. Па од тука се поставува прашањето дали панелите произведени во фабриката во Тетово ќе завршат во ФЕЦ Осломеј, каде државата е застапена со 18,5%. ВМРО ДПМН предупредуваа дека на овој начин соларниот картел ќе го монополизира пазарот на фотоволтаични панели и сиот профит ќе го земат тие. Ова е првата фаза од аферата броила. Опозицијата го повикува премиерот јавно да призна и сам се да раскаже. Во спротивно, тие секако во деновите што следат ќе ги објават и останатите детали од скандалозната афера.